Ивица Ангеловски од Аџиматово, општина Лозова, пред 10 години донел невеста од Албанија, но разочаран од државата, сега вели дека со 4 деца кои им се родили изминатава децинија ќе замине домазет во родниот крај на сопругата. Олеснувањата што ги нуди државата кај нас за многудетни семејства вели дека не важат за него, се чувствува дискриминиран и поради тоа планира со семејството да замине во Албанија, каде што тврди дека државата нуди подобри услови за децата. Па не знам, јас се како дискриминиран. Сите кај да отидеме во која институција, секаде сме против некако не ги исполнуваме условите, кај да контактираме со некои луѓе секојаш не следуваат, а направите место кој што треба да се обратиме, нас не следува. Дали е до општината, до власта, не знам што. Тука да одиш дечки да земеш, бара да не се вработа. Дечки ми нудат 10.000, а со 10.000 ако некој може да помогне за државата, нека повели, нека ги чува. Во Албанија имаш секакви услови, и дечки, и социјално, и се. Појди во социјалното, кај мене за мене не постои социјално. Ја не знам и зошто функционира социјалното во Свети Никола. Кај да се обратите во социјалното, има посебни закони за секој, само за мене нема. Зошто не ви помогна? Каков одговор ви дадоа? Дискриминација, едноставно дискриминација, не сака да разговараат. Сега имам проблеми со трето дете. Третото дете, кога беше законот, пишува дека треба да е постојан државјанин на Република Македонија 3 години и да е државјанин. Има државјанство од 2,5 години и е со постојан престој од 10 години, не следува, не знам зошто. Неговата сопруга Валентина вели дека се радува на планот да се врати во родниот Драч, Албанија, како семејна жена, но се навикнала и на животот во Аџиматово. Јазикот го научила за 3 месеци. Вели дека воопшто не е било тешко, но се жали дека е тежок животот во селото од исекнала водата. Се жалиме, ама некој, 3 години такво летот ние без вода. Среќа ова чешма што е тука се ние кај цркнеме и за деца и за све. И ни за пиење купуваме. 2-3 месеци купуваме вода, нема за пиење. Ова не е чисто, тука нема. А никој пред 2 години донесе тоа ВМРО што беше, донесеш со пакетчиња, сега нема ништо. Семејството Ангеловски е само едно од вкупно 22 семејства со невести албанки на територијата на општина Лозова. Поранешниот градоначалник на Лозово, Орце Цветковски, во чиј мандат беа донесени најмногу невести од Албанија, вели дека вакви невести има се помалку. Тоа згасна. За последните 4 години, уште јас водам евиденција, има само една албанка дојдено. Таа еуфорија траеше 4-5 години, значи некаде од 2009-10 до 2014-15 година. Значи, тогаш најмногу иде албанки тука да се мажат. И мора да кажам дека Советот на општина Лозово, значи ја како началник да, но Советот на општина Лозово донесе одлука на сите ергени, значи сите ергени кои ќе се оженат, ергени над 40 години, кои ќе се оженат, да им доделиме парична помош од 20.000 денари и на девојки над 35 години. Во тие 4-5 години, значи, си има склучено 22 брака. Значи, ја ги имам точно и по села, и по име и презиме. Значи, 22 брака си имат склучено, од кои, значи, има 30 деца. По сусрет нас тогаш не испадна Благој Механџиски, тој беше директор на Зегин тука на лозарството. Тој рече за секој склучен брак со невести од Албанија давам 50.000 денара, 100 литра ракија, 50 литра ракија и 100 литра вино. Даваше некое време, после тоа тој си замена, значи, од лозарството малку беше исклучен и тоа прекина. Посредник во контактите со невистите бил лично тој. Одел и на првата средба на ергените со невистите во Албанија, а потоа ги оставал сами да ги договорат работите. За помошта вели дека не наплаќал. Не, у никој случај. Значи пари, не. За тоа пари ја никош не сум ни земал, ни па сум замислен да земам. Јас го правев заради луѓето. Сакам да ги усреќам тие фамилии. Ама тоа се трошоци, па кои ви ги покриваш? Трошоци, самите ергени, они си ги платеа превозот. А тоа е во тие... Они си платеа превозот, моје само беше времето, дали ќе седам тука или ќе одам тамо. Семејството да, нешто плаќа, бидејќи имаше трошкови. За да земеш невеста од Албанија, најмалку 3-4 пати требаше да се оди за Албанија. По тарифата зависи
мислим дека од 500-600 до 1000 евра. Тој нагласува дека покрај тоа што интересот за невести од Албанија кај нас е намален и албанките повеќе не биле толку заинтересирани за македонските ергени, па тешко е да се продолжи традицијата. Па доколку има интерес, да, но сега, значи, мора да кажам дека и албанките потешко се нафаќат за да идат наваму. Сега почнаа тие... Па почнаа да бират, одат Грција, одат Италија и така, значи Германија одат. Не доаѓаат веќе во Лозово. Па Лозово потешко. Може би Прилеп Битола таму е поблиску местото, така ние сме малку и подалеку и за превоз за се малку потешко. 4 години откако не е градоначалник, Цветковски вели дека им стои на располагање на заинтересираните за невести од Албанија, оти вели се уште ги одржува контактите.